Јавното предпријатие Водовод и канализација, секторот за санитарна контрола, организираше меѓулабораториска споредба на резултати добиени од тестирање на примероци од површинска вода земени по стандарден метод. Во меѓулабораториската споредба учествуваа и Институтот за јавно здравје, Центарот за јавно здравје Скопје, Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Технолаб Скопје, Воено-медицинскиот центар и Техничкиот институт од Неготино. Со оглед на акредитираноста и бројните години работно искуство, оваа година ни се јубилејни, 10 се на број вкупно. Решивме креативно да го искористиме своето искуство на работење во организирање на една меѓулабораториска соработка во рамките на локално ниво и лабораториите кои што се во рамките на нашата држава. Со тоа што бевме доволно храбри, нели, да се преиспитаме самите себе, колку сме тоа ние вични во нашето работење, колку сето тоа можеме да го понесеме како организатор, при тоа собирајќи 7 лаборатории во рамките на државата, сите кои што доаѓаат од различни медиуми на работа, а согласно исти во еден заеднички, тоа представуваат водите. Овие лабораториски активности ќе течат во наредниот период од 10 дена, каде што секоја од лабораториите си подигна свој примерок, кој што ќе си го работи во своите лабораториски услови, согласно можностите, стандардите и сето она кое што ни го налага самиот стандард за одржливост на работата и функционалноста во акредитираните средини. После ќе пристапиме кон собирање на резултатите и при тоа ќе направиме еден добар современ извештај кој што согласно европските рамки, директиви и стандарди би требало да биде на завидно и високо ниво. Се обидуваме да направиме нешто што досега на овие простори не е направено во областа на водите. Се надеваме дека ќе бидеме доволно успешни за во иднина да можеме да си направиме една соработка на локално ниво, каде што ќе имаме добра комуникација со лабораториите кои што работат во областа на водите, без разлика дали тоа се делови од институти, од центри за јавно здравје, јавни комунални предпријатија, универзитетски установи или нешто слично. Без разлика, сите тие нас не поврзува еден ист медиум на работа, едни исти потреби што се вели во областа на аналитиката и се надеваме дека на тој начин ќе дадеме простор и место побрзо да можеме да ги надминеме сите овие пандемиски услови кои што навистина има свое негативно влијание врз нашето работење, бидејќи нашата работа сепак се заснова на постојана комуникација и размена на искуства. Бидејќи е поврзана со разни типови на техника и технологија, воведени стандарди, исполнување на некакви норми, а сето тоа е категорија на жива и менлива материја, се нормално поврзана со законските рамки кои што секогаш треба да се почитуваат во оваа област. И ние сме дел од учесниците во оваа меѓулабораториско тестирање, кое што ќе биде организирано од јавното предпријатие Водовод и канализација, односно секторот за санитарна контрола. Искрено сум благодарна за тоа што успеавме да најдеме заеднички начин и соработка со институцијата и воедно да ова вмрежување се надевам дека ќе ги и понатаму зголеми нашите идни соработки. Еве, споменавте дека се почнува, ќе се работи околу 10 дена. Што тоа конкретно ќе значи за представување на државата во однос на унапредување во лабораториското истражување на водата како медиум? Така. Секако дека од огромен значај оваа соработка, посебно меѓуинституционалната соработка на националните лаборатории кои што се акредитирани, односно сертифицирани по стандардот 17.025, кој што обезбедува висок квалитет на работа на лабораториите за тестирање. Јас се надевам дека ваквата соработка само може да го унапреди, односно да го зголеми нивото на квалитет на работа и тестирање на сите национални институции.
Целта на квалитетот на работата во лабораториите е да обезбеди аналитичка веродостојност на секој резултат добиен од примероците. Терминот контрола на квалитетот се користи за да ги представи оние техники и процедури кои следат определени извори на грешка, ја проценуваат големината на грешката и ја предупредуваат лабораторијата. Постојат неколку основни елементи на програмата за обезбедување квалитет, а тоа се посветеност, капацитети и помагала и техничка компетентност.